Почитувани мој добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Верувам дека многумина, особено оние повозрастните генерации, се разбира оние во посредните генерации по возраст, ќе бидат пријатно изненадени, па и заинтригирани да се вклучат во ова денешно издание на Црвена линија. Еве зошто го велам тоа. Оценките се заклучени, свидетелствата се пишуваат, а учениците уживаат на летните екскурзии. Летниот распуст, кој што учениците долго го очекуваат, ќе започне наскоро. Родителите кои одат на работа мора добро да се организираат за чување на децата, се ангажираат баби и дедовци, тетки и стрини, но голем број ученици ќе останат сами дома и летниот распуст ќе го поминуваат на улица. Кој ќе ги чува и како ќе им бидат исполнети деновите? Денес во Црвена линија секако имаме и вакви прашања. Дали дечињата од 7 до 8 години можат сами да седат дома 8 или дури и повеќе часови? Еве зошто ќе ве заинтригираме. Порано, оние кои што се сеќаваат, имаше детски одморалишта, летни кампови, извиднички логори кои што беа достапни за сите. Има и денеска, но за тие што имаат длабок джеп. Дали треба да се обноват нашите детски одморалишта? Како и да знаеме дека најголем дел од нив навистина личат на сценишто како од некој хорор филм, а некогаш беа исполнети со детски джагор, игра и спомени кои што се дел од голем дел од нас, кои што детството го поминувавме токму во такви летни одморалишта. Имаме и прашање за оние кои што не следат на Инстаграм, што значи доволно е да не заследите таму, нашиот профил е Црвена линија, и да одговорите на прашањето. Дали според вас треба во училиштата да има летна настава? Ако може да покажеме како изгледа тоа, за да видат гледачите на Инстаграм, најверојатно нешто подосна ќе го покажеме, но како и да е, ете тоа е прашањето на Инстаграм. Кликате на Инстаграм стори, дали во училиштата треба да има летна настава. Да, не, два одговора, па вие кликате на одговорот кој е ваш. Меѓу другото, ве потсетувам дека и преку коментари и споделување активно можете во оваа дискусија денешна да земете учество и преку нашите профили на Facebook, односно Црвена линија, и сега го профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Но ние се навраќаме на темата всушност летниот распуст, кој што за децата и модерните нови генерации изгледа сосема поинаку од летните распусти некогаш. Еве го имаме и првиот гледач или можеби гледачка, па ќе видиме какви одговори ќе добиеме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, да, се слушаме. Добар ден. Па еве ќе почнам веднаш. Дали еве ви се во драг спомен на летувањата кои што ги имавте со своите соученици во оние добро познати детски одморалишта? Па да, детските одморалишта беа на времето многу застапени од децата. Претежно јас сум од источниот дел на Македонија, каде што едно од најголемите детски одморалишта моментално е во голем пропаст. Никој не се знае на која е собственоста, а идеаше дечиња да летуваат од 200 до 300 во текот на летниот одмор. Може ли да ни откриете конкретно за кој одморалиште зборувате? Се работи за одморалиштето во Берово, детското одморалиште Берово, каде што имаше околу 300 дечиња секоја година за да летуваат, а сега е во пропаст и во руина, катастрофа. Никој не презима никакви санкции, не се не знае ни кој е собственик, како е собственик, а имајте тие луѓето кои сакаат да ги посетат, исто се спрема и да се направи детско одморалиште и за Пехчево. Пехчево сега моментално има еден убав едукативен центар во село Негрево, каде што дечињата само доаѓаат онака да имаат ворени посети. Пред една година имаше излетнички што е логор, кажено. Така да тие детските одморалишта треба да се реновираат и дечињата да ги остават мобилните телефони и компјутерите и да се одат во детската игра. Интересно дека имаше обид, се разбира, да се приватизираат, ми се чини 6 одморалишта, меѓу нив ми се чини и токму Берово одморалиштето за кое што зборувате. Драго ми е што ни се јавивте и поточно од источниот дел, а кога веќе го спомнавте Берово, еве ја за гледачите ќе откријам, секако
не само летниот распуст, туку еве јас го паметам како место каде што сме имале незаборавно зимување. Се разбира, тоа сега некако во минатото, можеби не поради тоа што не се популарни детските одморалишта, туку поради тоа што се целосно оставени на заборавот. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, денес еве зашто зборуваме. Имаме смена на генерации, секако и на начин на живење, секако и темпото на живење е променето, така да родителите се ставени пред голем предизвик, особено кога завршува училишната година. Она што е исклучително важно е денес сакаме да проговориме со вас, секако ќе ги охрабрам и помладите генерации, односно младите генерации родители, еве да ни кажат дали всушност сметаат дека треба да се реставрираат, обноват и целосно стават во функција популарните детски одморалишта. И дали еве денес би ги пуштиле вашите деца заедно со своите ученици и наставници, се разбира, да имаат свое незаборавно летување на таков начин. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Поздрав од Ѓорче Сити. Поздрав до вас. Благодарам. Па еве, во какво сеќавање ви се вас летувањата во одморалиштата? Во носталгично време пред 40 некусу години. Темава испаѓа посна свадба Тапани. Зашто го викам ова? Се упропастија сите одморалишта. Да почнеме од Љубанци, од Водно, Претор, Берово, Шуламина, сите. Кога требаше да се реновираат, да се остават на народот, ние уште се декларираме во Уставот како социјална држава. Ние упропастија. Чуваат таму све и свашта, почнувајќи од салите кои се градеа, да речеме Карпор, Вочај, сега служат за магазински простори за бизнисмените. А за одморалиштата требаше на времето да се дадат на концесија на некои бизнисмени да направат во согласно со државата, да одбијат таму даноци, порези, како и да тие работи, не сум запознат. Штета, жалостно има одморалишта. Има уште деца што немаат по 15-16 години немаат излезено во Охрид, немаат во Струга, немаат до Шуламина, до Љубанци, до Водно. Жалостно. Зато и ме вративте пред 40 кусур години, ја 5 пати во Претор, во Љубанци. Така, благодарам многу за јавувањето и еве што споделивте со јавноста во какво сеќавање ви се летувањата во Претор и всушност што треба да се направи, бидејќи навистина имавме огромен број на детски одморалишта, имаше обид за дел од нив да се приватизираат, да се реставрираат и всушност да се стават во функција. Но далеку од тоа, само постојат како сеништа. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Па, видете вака. Тоа време помина и си замина во неврат. Нема шанса да се врати тоа време, кога имавме летовалишта. Како прво сите тие, како да кажам, организации што располагаја со тие детски одморалишта, како Отешево, како Претор, како Шуламина, Берово, Младост. Многу одморалишта, да не ги набројувам сите. Имавме и преимавме. Сето тоа ојде во неврат. Сето тоа се растури. Некој го искраде, некој го пикна в джеп, некој го продаде народното. Јас знам една детска болница се правеше во Свети Стефан, одма под кардиолошката клиника. Ојдов, имав работа во Свети Стефан, реков ќе прошетам долу да видам што има. Кој ќе видам, што ќе видам. Цела искрадена, а детската болница беше во градба, од фасадна тула. Ама се што имаше железо на неја, едно друго, се беше изоткорнато. Така да не се надеваме дека нешто ќе се повтори. Сметате ли дека и бизнисмените... Тоа многу кошта, значи скапо е да се обнови,
А друго, нема кој да го обнови. Нема заинтересирани. Тука е цела работа. Еве, одлично што кажа и гледачот, всушност, еве, ќе продолжиме во таа насока. Зошто има незаинтересирани? Дали тоа значи дека родителите и децата би биле незаинтересирани доколку имаат атрактивни, секако модернизирани детски одморалишта? Или пак подобро е работите да останат онакви какви што се, односно одморалиштата да останат во заборав? Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Дали сум во програма? Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Вака. Ги гледам за овие детски одморалишта. Ало? Ама ве слушаме, продолжете си. Вака. Сакам само да дам еден коментар. Тие детски одморалишта, а дали во тие детски одморалишта едно дете од село има влезено, да одмара? Но не се во функција, да не се руини, како ќе влезат? Доколку се обновени, реставрирани, модернизирани, постои ли според вас можност да создадат интерес за новите генерации деца? Не. Зошто? Ало? Зошто, еве, и да се обновени, средени, модернизирани, зошто не? Не, вака. Во тие детски одморалишта, ниедно дете од селските населби нема отидено. Никогаш? Никогаш, ја може да гарантирам. Се тоа беше од елита, од професори, од ова, а ниедно дете од целата нема отидено од тие детски одморалишта. Добро, и сметате дека тоа денес не може да се смени? Не, тоа било и ќе се биде и никој тоа не може да се измени. Добро, благодарам многу. Колку што Не благодарам, него така не ви одговара. Ама ве слушнавме, ви истече времето. Ако имате уште нешто во секунда да кажете. Добро, прифатено како не ни одговара. Нас секој коментар ни одговара. Нас не ни одговара да бидете нели со погрдни зборови или пак да зборувате нели говор на насилство или омраза. Инаку секако вашиот став вели гледачот, можеме и тоа да секако да го откриеме од вас. Смета дека тие одморалишта дури и кога биле најфункционални некогаш, всушност биле привилегија за градските и елитните деца. Иако во социјализмот многу малку се зборуваше за елита. Дали е тоа така и веќе видиме од гледачите. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, веќе одма ти дам потврден одговор дека е така. Значи, пази, ја не бев некој идеален ученик у осмолетка, со некои петки све да ги редам. Имав проведено неколку години одличен, не скрос, ама одличен. Па и дури книги добивав како награда, али ќе ти кажам една работа. Значи, кога требаше да се доделуваат идења по тие летувалишта, имаше привилегирани деца. И значи, најинтересно, сите тие што беа превенци на генерација што испозавршија, последното тие исти превенци у средна школа не може да се снајдат, бидејќи више тато и мама... Интересно, еве, јас паметам за Берово, ние бевме прашани кој сака да оди и требаше само да се уплати одредена сума и да се биде дел. Не се уплаќаше, тогаш не се уплаќаше, 70 години зборам, 70. 70 години, добро. Да, јас сум малку побајат. И сега ти кажам дека, значи, тие што беа одникаши или превенци на генерации, претежно тато и мама кминчеа у школите од јутра до сутра, за нивните деца да бидат одликаши, ама кога стојда у средно школо, си го покажа вистинското лице, сите баја поновјачи после тоа. А ние што бевме у континуитет со послаби оценки, си го продолживме континуитетот без губење година. Не е битно, ми беше муабетот дека... Значи, ниту еднаш не сте биле на летување со вашите случаи? Само еднаш имам отидено, само еднаш претор имам отидено летувалиштето, ама више нема време да зборам. Ајде, пријатно. Ете, тоа е тоа што сакавме да слушаме. Еве, дали сметате дека бенефит ќе имаат децата, односно новите генерации, секако доколку заживеат овие одморалишта кои што ги имаме како оставштина од минатиот систем и тоа во голем број. Се разбира модернизирани и адаптирани на новите генерации. Добар ден. Добар ден.
Добар ден, на линија сум. Секако ве слушаме, повелете. Дали треба да се обноват детските одморалишта? Првин треба новата влада да ги као туризам и угостителство да се обноват сите детски одморалишта. Јас сум бил пред скоро 68-9 години во Дојран Партизан Ачикот. Така, дали ве бира? И таму убаво си поминуваме. Кажете ми како, ве молам, како се правеше селекцијата? Дали ве бира ако сте деца од... Не, немаше селекција. Немаше селекција. Таму убаво си поминувавме све. Сега ја идам често пати во Дојран. Во Дојран се изгради базен, место да се бањат децата во Дојранското езеро кое е лековито и кои треба децата кои се, како да речам, да се со алгите да се извлечат и временската температура, не разбирате? И тука треба да Анго да ги направи убаво тие одморалишта, за да можат децата кои што се со родители со многу мали придонеси. А тие кои родителите кои ќе го испратат своето дете на одмор, да ги плаќаат цела година. Благодарам многу. Еве сега ќе побарам од режија, ако може, се разбира да споделим ова, секако ќе евоцирам многу спомени за оние кои што можеби и биле дел од овој одмор. Всушност, еве како изгледаше некогаш, најверојатно, еве имаме добар интернет. Како изгледаа некогаш летувалиштата? Интересно е дека има капацитет повеќе од 500 деца. Горе долу тоа беше на некој начин и составен, еве, детско одморалиште 25 мај. Дури и се праве емисии како што е ова објавена на YouTube, на кое што се разбира се поспешуваше пред се другарувањето, спортските активности, се разбира дружењата, креативните работилници и што се не. Така да, сепак ова не беше само обично одморалиште, барем тогаш беа такви концептите, туку имаше и многу активности, се со цел да имаат своја воспитно-образовна функција. Денеска одморалиштата се оставени на заборавот. Личат на вистински зданија од хорор филмови. И тоа се и така стои. Дали треба да се обноват според вас? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Треба да се обноват, бидејќи за тоа и се престана да се оди во тие одморалишта. Јас сум од помладата генерација, да кажам. Значи, ние престанавме да одиме заради тоа што беа нереновирани, значи, скршени креветчиња и се што. Инаку од четврто оделение сме оделе до прва средно. Чи јас сум 86-та година, меѓутоа многу сме оделе. Значи сме одели Пелистер, сме одели Шула Мина и сме имале преубави спомени од таму и не сме биле бирани, не сме ни елитни, ни ништо, никакви деца, сме биле најобични дечиња кој сакал. Тоа било од некои невладени организации организирано или од школите. Многу убаво сме си поменували и треба да се обноват сите. Имам често одам на Пелистер и во Крушево и се разочарувам кога ќе ги видам одморалиштата, целите изрушени и непристапни за да отидеш со кола. Толку ми е жал, а имав толку убави спомени. Така да драго ми е дека сте од поновата генерација. Сметате ли дека ако се обноват ќе бидат атрактивни за новите генерации на ученици кои што одат на кампови надвор од земјата и во соседна Грција, например? Да. Ја мислам дека нема потреба децата да одат у Грција сами. Можете со родителите 5 дена да отидат. Меѓутоа, заедно со дечињата од училиште, тоа е преубав одмор за тие деца. Значи, моето дете има 2-3 пати отидено во Михајлово. Не ми се допаѓа исто одмориштето заради тоа што премногу е нечисто во натре. Значи, сме биле таму, нечисто. Толку само ќе кажам, мора да се реновираат.
Така, големо благодарам за вашите одговори. И ете, слушате, ништо оставено на забот на времето, никогаш не реновирано, никогаш не обновено, а постоел интерес. Како и да интересот се губи кога еве оние кои што сакаат да го поминуваат времето во одморалиште и да ги пуштаат своите деца, сваќаат дека подобро е воопшто да не ги пуштаат, бидејќи одморалиштата ни оддалеку не се на она што биле некогаш. Како и да е, да видиме што ќе кажат другите гледачи. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да. Не е спорно дека треба да се обноват детските одморалишта. На времето во социјализмот, јас сум од повозрастната генерација, се одеше бесплатно на тие одмори во детските одморалишта. Затоа што одевме бесплатно децата што има родителите пониски примања. Се носеше семејно материјално од институциите, не знам од кај се вадеше, и потврда за плата на родителите. Мојот татко беше само вработен, ние бевме 3 деца и имавме можност понекогаш така да одиме. И сакам да кажам дека ова што зборувате вие, дека дали ќе ги задовола стандардите на денешните деца, мислам дека би ги задоволиле затоа што мислам од таква категорија на дечиња што немаат можност ни со родители ни никако да отидат на одмор. Може со едни скромни средства бизнисмените да учествуваат, да ги обноват и да биде тоа пристојно место за одмор на дечињата и да се има оној воспитен карактер, како во наше време што беше, со спортски активности, со надпревари, со... Според вас, зошто се уште ни сите овие години не се проявил интерес да се заживеат одморалиштата? Па се гледа преку пари, Тина. Се гледа преку пари. Државата нема доволно пари. Друго беше дека беше Југославија, многу водеше сметка за тие работи. А сега веќе тоа е се преку личен интерес. Бизнисмените да дојдат до пара. Така, благодарам многу. Но еве се менуваат времињата, еве голем дел од наши деца одат во соседството, се разбира, има кампови детски. Ќе потсетам, зошто не би можеле еве да ги обновиме детските одморалишта кои што би биле утре популарни за децата од регионот. Па ете на тој начин да бидат и доходовни за оние кои што секако ќе ги работат и пред се нормално ќе бидат и еве можеби интернационално познати. Но зошто не постои никаков интерес, е тоа вас ве прашувам и дали сметате дека треба да се обноват ваквите одморалишта. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Епа вака, многу ви е добра темата, господјата многу убаво кажа све. Меѓутоа, за жал, кај нас ништо не функционира ако немате економски и личен интерес. Значи, ќе пропадне, пропаѓаат, значи, вие тука се, ја бар што ги знам повеќе одморалишта што ги имам гледано, да речеме, во Тешево и да наврегувам сек, дека тоа се едно прекрасно место, поред езеро и други работи во Крушево и сек дека, значи, штета што така пропаѓате. Сега, вие тоа да го обновите, треба многу средства. Меѓутоа, кај нас, тоа не може да го направат затоа што секој гледа ако може да го земе во личен интерес, да го купи и ред други работи. Кај нас се буквално во моментов борба е за имот од економски. Но еве може да бидат доходовни, сега имаме и социјални медиуми, да се бидат интернационални детски кампови, мислам, одморалишта. Може, тоа е многу убаво. Затоа што сега еве во другите соседни држави сега имаме, тоа е убаво. Меѓутоа, кој да го направи? Секој прво седнува и прави проценка што, колку, како да го земе во личен интерес. Кај нас гледате што се прави со клиники, што значи онако, а не да збориме за детски одморалишта. Кај нас е направена една голема завис за имот, за богатство, значи стварно штета и катастрофа. А многу е убаво ова да може да се случи, што ви е напишана темата. Благодарам и вам за дискусијата и секако вашите ставови во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам. Значи вака, дали ќе се обноват детските одморалишта?
Нема шанси. Знаете зашто нема шанси? Затоа што нема сајбија, нема газда. Во социјализмот задолжени за тие одморалишта беше државата како општи интерес. Значи, министерството соодветно, општините имаат своји ресори кои што беа задолжени за тоа. Тоа им беше работа, значи добиваа средства, добиваа кадар и се грижеа за тие објекти да бидат одржливи. И кога ќе се заврши и тоа снабдувањето, потоа и искраната и сето тоа, најголемиот дел беше од државата. Значи, ја колку се сеќавам, немаше ни плаќање во тие работи. Секоја општина си имаше свое место, летувалиште, каде што кој сакаше може да оди. Сите, најголемиот дел одеа таму, затоа што нема толку пари видат негде како сега што шетаа сега. Значи, тоа беше организиран систем на летен распуст и така натаму. Од основни училишта, средни, феријални и така натаму. Нема шанси сега со транзицијата. Се е сведено на капиталистички систем на профит. Но дали не може да бидат доходовни за оние кои што приватно ќе ги работат, па новото време ќе го искористат? Се разбира како добра бизнес идеја, еве. Сега ќе ви кажам, ќе се направи игралиште во училиштето, ме слушате? Да. Ќе се направи игралиште во училиштето со општествени средства, ќе му го дадат на концесионер и тој ќе си го тера бизнисот и ќе им наплатува на децата што играат таму. Така, благодарам многу за одговорите. Меѓу другото, еве додека да го вклучиме и следниот гледач, ќе продолжиме и со инсерти за да видиме како тоа некогаш изгледаше. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Па еве во моментот одат инсерти од 80, почетокот на 80-тите години од минатиот век. Дали се слушаме, сине? Да, повелете, дали сте да се обноват детските одморалишта? Слушај, бабе, ја во 58 година одисан сум. Во Шатовски крила тогаш на земаа по успех децата на земаа. Од Неготино една беше најодлична ученичка и јас од Долни Дисан. По 8 дена беме. Ама многу активности имаше. Како на семинар, активности се даваат, ги одржаваат децата. Така, имаше воспитно-образовна цел од моралиштето и секако да имаат децата квалитетен, богат и социјално богат одмор. Возможно ли е денес еве да се модернизираат, обноват и да се адаптираат на потребите на новите генерации? Се е можно. Се е можно. Се е можно. Од човек не куртовува ништо, само треба ангажираност. Ангажираност треба на децата да му дадат повод да има кај да одат еден дел од своето време од распусот. Зошто не постои интереси уште да се обноват според вас? Да. Сине, дали ме слушате? Да. Зошто нема интерес според вас? Зошто не се обновуваат? Не се обновуваат, оти станаа опасни сите тие што се на такви места што се избрани на такви места. Добро, благодарам многу за вклучувањето. Еве гледате, некогаш во овој квадрат од мене дури и цели емисии биле посветени кои што всушност укажувале на значајноста и важноста децата, се разбира, летниот распуст, секако да го поминат во некој од детските одморалишта. Како и да е, барем во минатото, најчесто и се одеше така, дури се случуваше и настава во природа, имаше дури извиднички кампови. Но денес одморалиштата нешто нема ништо, туку навистина е и непријатно да ги видите како се оставени на заборавот. Дали сето тоа би требало и може да се обнови? Добар ден. Добар ден. И јас сум Македонија. Јас сум за демократија, ма јас како ќе кажам. Не ве разбираме за детски одморалишта, прашуваме. Ме разбираш. Децата напред остали стои. Ме слушаш? Дали сте оделе во детско одморалиште? Да.
Дали треба да се обноват? Се сложувам со, мислам, насловот на емисијата е окей, се сложувам со сето ова што го зборува претходните говорници, ама од некаде треба да тргне. И сега, ако земам да ви кажам дека во блиската околина одмаралиште има и сите фирми едно време. Така за својот колектив, точно. Кој ги узурпира тие капацитети во цела држава, не знам. Дај Боже да е некој приватен. Ама да си плаке таму што треба да си плаке. За свој збори говорам, не сум многу писмен човек. И на крајот на денот баш ме интересира со какви средства располага синдикатот на СМ. Слушај ме добро, девојче. Со какви средства располага, капитал располага синдикатот на СМ? Какви одмаралишта имат? Тоа е страшна работа. Никој не е чепка таму. Повод ми беше тоа повеќе, дечината напред, пак ке кажам, другите нека стојат. Штета. Поздрав. Поздрав, благодарам многу за одговорите. Еве, гледате од инсертите, добро, никогаш се разбира во тоа време, ова беше актуелно и ова беше всушност во 80-тите, 70-тите и наназад типот на забавата и играта која што ја имаат децата. Но тоа не значи дека децата и понатаму не сакаат да се дружат, да имаат летување од детството, кое што ќе го паметат за цел живот и сега сето тоа може да се адаптира на новото модерно време. Уште е подобро ако одморалиштата, еве денес имаме интернет и социјални медиуми на кои што може да се креираат и профили и достапност, сите овие одморалишта може да бидат и познати како интернационални, што значи барем други дечиња од регионот да можат да ја посетат Македонија и да се запознат. Ете, тоа е некое мое видување. Но зошто воопшто нема интерес за да се обноват? И дали треба тоа, вие ќе кажете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Ало, Тина, вие вклучен сум. Да, ве слушам. замолам нешто. Дали може да добијам 4 минути место 2? Извор од објаснов некој работа. Молам? 90 секунди, кажете, еве, дали треба да се обноват? Не, сакав изворно да објаснам многу работи околу детските одмаралишта. Па тоа не е правилото. Во ред правилото нека ви е така. Информативно, да знаете, постојаат 24 детски одмаралишта. Тие беа во стоп на локалната самоуправа, односно тоа беа тие како СИЗОви. За сите тие детски одмаралишта имаше конкретна грижа. Лекарски тим, нутриционисти одредуваат листата и нормативите за престој на деца во детските одмаралишта. Не е точно дека социјалната структура на деца или они од села и сето тоа не можеа да дојдат во детските одмаралишта. За нив постојаат целосни групи, како што кажа гледачката, преку во согласно со примањата на родителите, тие добиваат право и одеа во детските одмаралишта. За секој тим на деца, за секоја група на деца имаше инструктор. Не само инструктор, него инструктор со образование. Обично беа со оние што држат настава по физкултура во училиштата. Детските одмаралишта има улога за згрижување, игра, сплотување и ширењето на братството и единството. Јас сум од таа генерација. Ке побарам инсерти да видите. Инсерти ќе пуштиме да видат и гледачите, односно новите генерации, како тоа изгледаше. Еве го инструкторот, наставникот по физичко. Не, тоа е во Претор. Така. Да, во Претор. Знаете што, во Претор постоеше детско одмаралиште Самати. За деца од преучилишна возраст. Тоа беше едино на Балканот. Така да истекува времето, само сакам да ви кажам дека интерес на детските стеја што не се објавуваат. Благодарам многу, одлично. Гледачот секако беше и како упатен по она што слушаме во однос на тоа како функционирале, односно кој се грижал тогаш за се разбира детските одморалишта.
Да, точно е, но тоа беше тогаш и таква беше стратегијата. Не е нешто што можеби е невозможно, но се чини дека штом од осамостојувањето навака пропаѓаат и се оставени во заборавот, најверојатно обновено детско одморалиште се чини денес дека е невозможна мисија. Но дали мислите дека тоа треба да биде така? Можат ли и треба да се обноват детските одморалишта? Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Благодарам. Па вака, прво детските одморалишта треба да се обноват, да се даат на домаќини, да може да нашите деца да можат да отидат, да се рекреираат, да се одморат и да ги уживаат благодетите на природата. Моите деца некогаш, јас сум 80 години, моите деца некогаш, значи цело лето беа на летовање, Преспа, Дојран, Охрид, да речеме зимовање која беше дали Шуламина, дали Берово, дали Пелисте, Крушево, каде не. Воопшто значи, меѓутоа нешто друго забораваме. Ние одевме на работа, децата со клучот на врат, обесен, и играа слободно пред зграда. Јас да ве прашам сите што се јавуваме, дали вашите деца може да ги пуштите сега слободно да играат пред зградата, дали ќе играат ластик, дали ќе играат топка? Голем број деца одат во камповите, например во соседните земји, детски кампови, интернационални. Во камповите, во соседните земји одат со родители, меѓутоа многу малку одат сами. Така да условите, значи материјалната... Зборувам за детски кампови без родители. Немојте се, тие деца без родители оставете ги настрана. Ние збориме одека општо за сите деца, дали можат или не можат. Меѓутоа, за да отиде едно дете треба, значи таткото да го одврзи чесето и тоа добро да е нафатиран да може да го плати. Државата треба да дава субвенции да... Така, благодарам. Кога кажавме децата без родители одат, мислевме одат самостојно, односно под водство на наставници и групи. И се уште постојат детски кампови кои што функционираат во регионот. Но што е со нашите детски одморалишта кои што некогаш и долги години функционира одлично, има апсолутно цел да бидат воспитно образовна институција, меѓу другото која што нудеше одлична забава и рекреација, па и спомени за тогашните генерации. Дали еве може да се адаптираат и создаваат нови спомени за новите генерации? Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден, Тале. Па, убаво е да се обноват детски одморалишта, да се обнови се во Македонија, она нали што го уништи СДС, што го уништи значи Југославија уште во СФРЈ. Значи воопшто не се третирани сиве овие години. Па 30 години од како постои. Бањите во Македонија беа искористени да се обноват, да се одржуваат со праќање на пензионери на државна сметка. Тоа го правеше ВМРО. А што е со децата и детските одморалишта? Друга работа. Кои деца ќе ги праќаме? Оние за кои СДС се бори и пропагира. Вака сега, значи, она што нас не интересира, бидејќи најверојатно постојано некои од гледачите ја политизираат работата, а она што е најважно. Ние денеска не зборуваме за партиите, туку зборуваме за се она што се случува наназад од нашето самостојување, што значи 30 години. Она што фасцинира е дека токму детските одморалишта се најдоа на тотален заборав низ годините и апсолутно никој не покажа интерес да ги обнови. Дури се изгуби и интересот кај оние деца кои што и родители кои што сакаат или да се негува ваквиот туризам во рамки на летниот или пак зимскиот распуст, но со оглед на тоа што не се одржува, нормално и интересот исчезна. Но денеска сме 21 век, технологија, можности, достапност, се некако може да биде на страната на одморалиштата и да станат дури и интернационални. Зошто никој не пројавува интерес и зошто не се обновуваат? И дали треба, може би некој смета дека и не треба воопшто. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па не да треба, него мора да се обноват те детски одморалишта. Прво, мене ме чуди зашто 30 години да не се обновуваат тие одморалишта. Толку ли не може некој да има корист, еве ако веќе дошло време за приватизација, да некој ги земе
да ги обнови и да има корист од тоа. Затоа што еве слушав од претходните гледачи, а и вие зборувавте дека секој што сака да земе нешто под овако рачуна, удира рачуница што ќе има корист од тоа. Добро, во ред, нека биде така. Меѓутоа, сигурно дека тој што ќе ги земе ќе има некаква корист ако инвестира веќе во нив. Зашто да се остават на завод на времето и да пропаѓаат така? Еве да ви кажам, токму денеска, баш денеска, јас работам во образование, денеска би се случи да една колешка ме замоли, значи 22, 21, 22 и 23 јуни. Со едно дете во детско одмаралиште Радости, додам во Охрид. Детево добило награда некоја. И јас не знам како изгледа тоа детско одмаралиште, дали е во каква состојба се одмор. Меѓутоа, веројатно е во добра состојба, чим ги праќаат децата таму. Штом ги праќаат, да. Да, веројатно. И тоа многу ме израдува тоа, затоа што знам дека сепак некој одмаралиште сепак е во употребна функција, значи сепак функционира. И не гледам зошто да не може да се обноват и одмаралишта. Апсолутно. На денешно време со оваа технологија, зашто да не може да се обнова? Дури може да бидат и од меѓународен карактер, еве, да доаѓат. Нека биде од меѓународен карактер. Така, благодарам многу. Драго ми е што се вклучивте со оглед на тоа што сте по професија најверојатно можеби наставник, професор, но како и да работите во образованието, така да еве драго ни е, како што рече и гледачот, детско одморалиште Радост. Па еве има ли некој кој што се разбира, има информации или го испратил своето дете во детското одморалиште Радост? Ке слушнеме. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Дали се слушаме? Се слушаме, да. Повелете. Не дека треба детските одмаралишта да се обноват, тоа не требаше ни да дозволат да се руинираат. Еве, конкретно, детско одмаралиште Голак. На времето беше на ниво на Југославија, доаѓаа деца од цела Југославија. Одеа и возрастни. Имаше неколку вили. Сега се е руинирано и во неколку наврати се проба да се обноват. Ама никако не успеаја. Зашто и како? Имаше разни приказни. Значи, не дека е потребно е многу. Децата тука се развиваат, се дружат уште од мали нозе, стекнуваат самодоверба, сами се двојат од родителите сами, со игри со наставниците, со воспитачите, постигнуваат некоја сигурност. И дружењето е пред се. Остануваат другарчиња за цел век. Имам примери што останале другарчиња, еве, после толку години. Так, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака сега, пошто јас потекнам... Ало? Да, ве слушаме. Потекнам од земјоделско семејство, татко ми не бил ниту многу заинтересиран да ме прати во некој од детските одмаралишта, чекал распустот да дојде и да нешто му помогнам, колку што сум можел во тоа време да помогнам. Меѓутоа, ќе ви кажам само едно. Бев на Беровското езеро и пред Беровското езеро имаше детско одмаралиште и прекрасна една просторија кујна со сите нишани. А јас многу во Владовине и природа неверојатна, а прозорите некои скршени, некои отворени, постелнината беше се уште чиста, креветите нови, никој не заинтересиран. Тука продава мед и некои си планински овошја, нешто. И еден од човекот ми приде и ми кажа, јас работев тука долго време и кога одлучи да се затвори
ова детско одмаралиште, успеавме ние самоиницијативно, барем ресторантот да го разработиме и кучевите беа кај нас да ја заштитиме барем опремата во одмаралиштето. И вика, после тоа 7-8 години дојдоа и нас не избрка и еве гледајте што се случува. Срамота за една држава при готови одмаралишта да ги упропасти се што може да се упропасти. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Јас се надевам дека интернетот ќе не послужи во моментот, бидејќи нешто е слаба конекцијата. Ги откривме, станува збор за детското одморалиште Радости во Охрид, но еве чекам да отвори па да ви споделам како изгледа тоа денес. Дали треба да се обноват еве сите одморалишта детски во земјава, кои што и си постоја, само треба да се одржуваат. Сега веќе им треба целосно обновување. Добар ден. Добар ден. Многу слабо ве слушаме, ако може малку погласно. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до сите кои во времето летува и зимува во детските одморалишта Мајски цвет, Пелистер и детското одморалиште Бунец. И Бунец, култниот Бунец. Јас сум координаторот за летување, одмор и рекреација на децата, педагошкиот раководител на тие одморалишта, повеќе од 20 години откако студент работев со учениците, со групите организирани преку училиштата. Тоа е една прекрасна програма беше, која мора да продолжи, меѓутоа од осамостојувањето секако одредени гарнитури на бизнисмени се нафрлеа врз користа и приватизација на тие, остана ништо. Мислам, детските одморалишта треба да бидат... може да се има користи, гледачот кажа, сето тоа може да биде многу доходовно, дури може да биде и за деца од надвор. Тие треба да бидат во програма за основно и средно образование, во редовна настава вклучени, како објекти кои се нераскинлив дел, не да се приватизираат. Во склоп на редовната настава на учениците. Зошто нема интерес, еве? Па заради тоа новите генерации што доаѓаат не го искусиле тоа. Мислам, во програмата имаме за основно образование во однос на стручните ресори, министри сме ределе со несоодветно образование и голем број, мислам, такви кадри партиски, се приватизира. Тоа, мислам, се партизира и училиштата се партизирани. Така. Благодарам многу. И еве пред рекламите само накусо да покажеме како изгледа амбиентот во Радости детско одморалиште. Еве го, тоа е оној дел ходници и секако еве и соби. Добро, има надеж, одиме со реклами. Сега останува да ви ги соопштам и резултатите од Instagram Story анкетата. Јас верувам дека веќе не заследивте, вие кои што не следите на Instagram, а секако ако некој сакаше нешто да надополни и секако сподели, каже на денешната тема, тоа се детските одморалишта, секако тоа можете да го направите на Facebook, Црвена линија и профилот на Телма телевизија. А еве ги и резултатите. Инстаграмче и на прашањето дали во училиштата треба да има летна настава, со да одговорија 44%, со не одговорија 56%. Добро, нема голема некоја разлика, а јас тука останува да ви се заблагодарам за учеството, секако за вашите одговори и што благодарение на вас го создадовме во денешно издание на Црвена линија. А топло препорачувам да останете со Телма и секако да учествувате во Заврти на Телма, најгледаниот квиз кој што ќе ви создаде спомени за паметење и секако награди во кој што ќе уживате. Се гледаме.